9 dena ima Zoran Zaev da obezbedi 61 raka koja ќе ја поддржи неговата идна влада. Откако Дуи ретерираше со амбицијата албанец премиер, тие ширум ја отворија вратата на добрата волја и сега повторно го нудат своето владино партнерство. Заев оваа себе понуда на Дуи веројатно ќе ја прифати и наплати, но прашањето е што Дуи ќе побара од Заев, а што Заев не смее да даде за да не ги разочара своите, а не ги налути и останатите албански партии. Во моментот навистина е незгодно да се и неблагодарно да се прогнозира што Дуи ќе бара, што Заев не смее да даде. Може би во овој момент нема да се даде премиерската позиција, меѓутоа за возврат на тоа сигурно Дуи ќе направи одредени отстапки, меѓутоа одредени отстапки кои што ќе бидат компензирани повеќе кратно отколку самата позиција премиер. Па можам да претпоставам дека Дуи ќе сака да компензира она што го имаше како најава, тоа е дека ќе инсистира на премиер да биде од незините редови, да биде Насер Зибери. Мислам дека во овие околности тоа беше само еден успешен предизборен кампањски трик кој ја сврте на воденицата на Дуи целата кампања. Стануваат свесни со протекот на времето дека тоа може да го компензираат веројатно со посилна позиција во преговорите, при што според мене нема дилеми дека мандатар ќе биде Заев и дека тој ќе биде идниот премиер. Спротивно од ова, што Заев е подготвен да им отстапи на Дуи. Во секој случај, доколку постои коалиција помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и Дуи, бидете сигурни дека Дуи ќе биде таа која што ќе профитира. Од друга страна, јас не ја отфрлам и можноста дека за да се намалат барањата на Дуи, може е да се направи една широка коалиција во која што би влегле, да речеме, и ВМРО-ДПМН. Па преговорите треба да бидат на темелите на кои досега беше успешна владината коалиција предводена од СДСМ, каде што исклучително битна беше улогата и на Дуи. Мислам дека Евроатлантскиот пат, тоа го повторува и Дуи, води преку почитување на Преспанскиот договор, Охридскиот договор и договорот со Бугарија. Не чекаат почнување на есен на првата меѓувладина седница, не чекаат преговорите со Европската унија. Мислам дека тоа е приоритет. Приоритет над приоритетите е конечно да видиме ефект или да видиме нови мерки да имаме реформа на правосудството. Но освен Дуи и евентуалната влада на Заев во албанскиот блок има и други усти за хранење од победничкиот колач. Ке успее ли со сите истовремено е прашање кое не се однесува за преостанатите само 9 дена, туку за целиот потенцијален мандат.